Уважаеми гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. За време на ковид пандемијата постојано зборувавме за коронавирусот. Сега не зборуваме, меѓутоа тоа не значи дека нема COVID-19. Исто така веќе почнува и сезоната на грип. Што значат овие вирусни инфекции, колку се сериозни и дали е неопходна вакцинација? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Голубинка Бушевска од Институтот за јавно здравје. Доктор Бушевска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдов, Сања. Ви благодарам на поканата. Еве, како што споменав и во најавата, за време на ковид пандемијата, она единствено за кој што зборувавме беше коронавирусот. Каква е состојбата сега со COVID-19 и дали се уште се актуелни оние мутации на SARS-CoV-2? Благодарам на прашањето и доаѓа вашето прашање и поканата во оваа емисија во вистинско време. На некој начин, имено од некаде средината, крајот на август месец, веќе почуваме да детектираме SARS-CoV-2 во нашите лаборатории и постепено се зголемува бројот на позитивни случаи, позитивни детекции во лабораториите. Еве, например, во претходниот период имавме некаде околу 25 позитивни случаи, она што е официјално рапортирано и известувано од Институтот за јавно здравје минатата недела. Така да очекуваме дека и оваа недела некаде, еве неофицијално, има некаде околу меѓу 30 и 40 позитивни примероци. Конкретно во оделението за вирусологија при Институтот за јавно здравје, минатата недела тестиравме некаде околу 29 суспектни пациенти, од кои што 7 беа позитивни. Значи, послека и постепено доколку повеќе се тестираат и бројот би бил... Така, не можеме да кажеме дефинитивен заклучок дека навистина постои големо зголемување, затоа што во однос на минатата година, 2024 година, бројките биле поголеми во овој ист временски период, меѓутоа постепено очекуваме и зголемување на бројот на позитивни случаи. Колку повеќе ќе се тестираат, ќе се пријавуваат и ќе се преку тој систем на следење. Споменавте од крајот на август наваму за COVID-19, меѓутоа веќе ни почнува и сезоната на грип. Она што претпоставуваме е дилема кај секој еден од нас е која е разликата меѓу COVID-19 и меѓу грипот? Благодарам и на ова, навистина е специфично прашање во однос на вашите гледачи да знаат. Имено и двете заболувања, и грипот, инфлуенцата или ковидот, предизвикани се двата од вируси, кои што и двата вируса предизвикуваат акутни респираторни инфекции, кои што се манифестираат со една иста слична симптоматологија. Имаме висока температура, кашлица, малаксаност, проблеми со дишењето кај пациентите и постојат одредени симптоми кои што почесто се јавуваат, пример, кај инфекции предизвикани од едниот вирус, почесто, например, диарејата е почеста кај грипот, во однос, например, на губењето на чувството на мирис и вкус, кои што се почести кај ковидот. Меѓутоа, постојат разлики пред се во самите вируси, во начинот на кој што тие го афектираат нашиот организам. Имено грипот и двата представуваат вируси кои што во својата генетска структура имаат рибонуклеинска киселина, меѓутоа кај грипот, например, таа рибонуклеинска киселина е сегментирана во повеќе во 8 сегменти. Секој сегмент кодира, односно дава информација за одреден протеин и понатаму тоа може да биде предмет на мутации. И претходно ги споменавте мутациите. Наспроти тоа имаме една единична молекула на нуклеинска киселина кај ковидот. Од друга страна, во делот на рецепторите и начинот на кој што предизвикува инфекција, се поврзува навлегува практично вирусот во нашиот организам. Кај грипот имаме два израстока на површината на самата вирусна честичка, тоа се хемаглутининот и неураминидазата, кои што овозможуваат поврзувањето на вирусот со клетките на домакинот, во случајот со специфични рецептори кои што ги имаме во горнореспираторниот и долнореспираторниот тракт.
Хемаглутининот е тој кој што се поврзува, неураминидазата го овозможува навлегувањето во самата клетка. Значи во секој случај разлики Разлики има, постојат. додека кај ковидот тоа е така наречениот спајк или шилест протеин, кој што исто така штрчи на површината на вирусот, се врзува за друг рецептор, кој што се нарекува АЦ или ангиотензин конвертирачки ензим, кој што го има пак во сите клетки на организмот на човекот, не само во респираторниот тракт. Так. И тоа е она кое што го разликува Од грипот. ковидот од грипот. Ги имате тие рецептори насекаде во крвните садови, во бубрезите, во белите дробови, во гастроинтестиналниот тракт, и тоа е она кое што дава мултисистемски инфламаторен синдром кај ковидот. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка, доктор Бошевска, бидејќи еве сега ги споменавме нели и разликите, односно карактеристиките на едниот и на другиот вирус. За грипот знаеме дека ние сезонски, знаеме кога почнува, кога завршува. Што е со ковидот? Дали може да исчезне во иднина или тој ќе стане исто како грипот сезонски вирус? Да бидам искрена, јас не очекувам дека ќе исчезне ковидот. Постојат повеќе причини зошто ковидот може да обстојува и може евентуално да добие некаков сезонски карактер, слично како и грипот. Кои се тие причини? Имено широко е распространет во популацијата. Она што е исто и за ковидот и за инфлуенцата е дека даваат и асимптоматски, значи голем број од лицата кои што се инфицирани нема да дадат симптоми, но има и многу тешка симптоматологија, така да е широко распространет и без тестирање не можеме да знаеме колку навистина го има. Тоа е едниот момент. Вториот момент се оние мутации кои што се случуваат во самиот вирус и кои што се резултат на неговото прилагодување на средината и на домаќините во кои што живее, и кои што ние ги следиме редовно, значи во текот на целата година ги следиме настанатите мутации како во нашата држава, така и во европски и светски рамки, како на ковидот, така и на инфлуенцата. И понатаму самиот имунитет исто така е вариабилен, односно кај ковидот забележавме дека можни се реинфекции, што значи дека лицата кои што нели еднаш прележале, кај нив може да се намали имунитетот. И последниот факт кој што зборува дека и дава насока дека овој вирус може да обстане слично како и кај грипот, ги има кај животните. Значи, животните се инфицирани и од ковидот и, пример, доколку и го нема кај луѓето, може да настане пренесување на инфекцијата од животните на луѓето. Така да очекувам дека ќе биде налик како грипот. Да, ќе остане уште барем извесен период со нас. Така. Бидејќи нели еве сега ги споменавме карактеристиките и знаеме и ние, меѓутоа и вие од искуство знаете дека некој може да има или ковид или грип и да не знае дека има, односно да му пројде асимптоматски, меѓутоа повеќето може да завршат и во болница со сериозна клиничка слика. Кои се оние најризични групи и за двата вируси? И за двата вируса најризични групи секако се малите деца, кај кои што нели имунитетот е не е доволно развиен, особено децата до 5 годишна возраст. Понатаму возрастните над 65 години, каде што нели сепак имунитетот се намалува, но од друга страна и имаме и велиме хронично болните лица, лицата кои што имаат хронични белодробни заболувања, меѓутоа и друг тип на хронични заболувања, диабетес, кардиоваскуларни заболувања, затоа што кажавме дека практично ковидот е вирус кој што ги напаѓа сите органи, бидејќи рецепторот го има кај сите. Особено бројот на рецептори за ковид ги има многу кај лицата со хипертензија, со диабет, со срцево заболување, така да се очекува дека тие лица ќе бидат и најекспонирани и секако лицата со намален имунитет од било која причина. Така. Пред да продолжиме, доктор Бошевска, имаме гледачи. Повелете, во програма сте? Ало?
Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав во студиото, сакам едно прашање до докторката. Повелете. И јас во 2001 година добив ковид и бев во болница 10 дена. Пред тоа никакви симптоми немав за шекер, можда сум имала латентен, бидејќи 74 години имав тогаш. Меѓутоа, толку ми се сите болести појавија, тироидната жлезда нагло ми се покачи. Шекерот на 20 ми беше во болница. Пред тоа не сум имала шекер. Редовно сум правила крвни слики, мислам, али од тогаш ве молам да знаете како ми е сега. После 3 месеци ја примив та кинеската вакцина. Значи јас до ден денеско од ковидот ми се чини дека не можам да живеам. Од тироидната ми отиде во очите, ми солзат, нон-стоп ми солзат очите. Толку нозете ми се атрофирани, мускулите, затоа што од очите не можам по скали да се симнувам. Вие не знаете какви тегови имам. Само да ве прашам, пред да заболите од ковид, немате никакво друго хронично заболување? Имав струма нодоса, меѓутоа редовно си одев ја на контроли, не ми функционираше, мислам, ми мируваше тоа. Секаде сум одела на контроли. Така да ве разбравме, можда и сум имала латентен шекер, меѓутоа секогаш ми била шеска, меѓутоа можда годините се во прашање. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве, доктор Бошевска, колку навистина тој вирус, како што спомена нашата гледачка 2021 и се појавиле токму оние, нели, како што ги велиме, хронични заболувања и со тироидот и со шекерот. Да, и благодарам и на гледачката, бидејќи постави многу интересна констатација во делот на последиците и компликациите кои што може да настанат од ковид инфекцијата. Имено, како резултат на она што ви го кажав и претходно и го потенцирав, дека каде се има рецепторите за ковид вирусот, значи во кои се клетки може да бидат инфицирани. Она што е значајно е дека како резултат на една прележана ковид инфекција кај лица кои што веќе имаат одредено нарушување на имунитетот, нели, кај хронично заболени, и самата ваша слушателка рече дека имала некаков латентен диабет и струма, веројатно имала и други нарушувања на имуниот систем. Значи, кај одредени пациенти постои така наречен долг ковид. Тоа е една, да речам, компликација каде што пациентите во континуитет од нивната инфекција продолжуваат да чувствуваат одредени симптоми од повеќе органи и тоа може да трае повеќе од 3 месеци, дури до 6 месеци. Во смисол на таа една болка по мускулите, што и слушателката ја спомена, изгубеното чувство на мирис и вкус. Да, и тоа може да биде подолго може да имаме едно пореметување на сонот, пореметување во видот, пореметување на да речам концентрацијата, губење на концентрацијата. Со тироидната жлезда веќе се јавил. Така да, тоа е така наречениот долг ковид, кој што може да биде резултат на една акутна инфекција со SARS-CoV-2 вирусот. Меѓутоа, она што е исто така интересно е појавата на така наречениот мултисистемски инфламаторен синдром. Значи, тоа е синдром или воспаление кое што е предизвикано во повеќе органи, каде што кој настанува после 2 до 4 недели од една прележана ковид инфекција. Како резултат на таа афекција, на насоченоста на вирусот и воспалителните промени кои што вирусот ги предизвикува во сите органи, можни се згручување на крвта, нели, во сите органи, па да имаме проблеми и со срцето,
да имаме со бубрезите, Со тироидата. со тироидната жлезда, со панкреасот, апсолутно промени и проблеми со дишењето, нели, со белодробието, влошување на веќе постоечката постоечкото хронично заболување. Така да тоа се очекуваните компликации и последици од самата болест. Така. Многу слично е и со, да речем, и со грипот. Грипот исто така дава тешки пневмонии предизвикани од самиот И вирус. затоа треба вакцинација, меѓутоа тоа ми е предвидено како прашање, меѓутоа еве да не ги оставиме нашите гледачи да чекаат. Повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, Да, повелете, ве слушаме. добро утро, добар ден. Добар ден, повелете. Убав ден. Ви благодариме. Значи, што кажа докторка, тие симптоми ги имам. Само намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме. Значи, тие симптоми што ги кажа докторката, јас сите ги имам. Добро. Имате прележано претходно ковид? А не, имав антитела, нешто ми кажава, не знам. Кои се тие симптоми што ги имате? Значи, сите што ги кажа, диреја, месоница. Дали имате прашање? Како? Кое ви е прашањето до нашата гостинка? Значи, еве, прашувам Незде да ми каже, да ми објасни што е тоа сега. А од кога ви се тие симптоми? Па, одамна. Тврда столица, па пролет, со извинение, па... Значи имате, предпоставувам, пред неколку години кога беше пандемијата, сигурно имате прележано COVID-19. Па најверојатно, не знам. Така. Дали ова може да бидете исто така како последици? Значи, најизменичните диареи, констипација може да бидат исто така дел од оној долг ковид. Меѓутоа, имајќи во предвид дека ние немаме доказ дека слушателката прележала ковид, антителата се некаков доказ дека имала контакт со вирусот и можеби поминала асимптоматски. Меѓутоа не знаеме од кога е сето тоа. И сепак заради постоечката симптоматологија јас би ја насочила вашата слушателката и гледачката на клиниката за гастроентерологија за да се провери кои се причините, бидејќи ковидот не е единствената причина за појава за одредени симптоми и болести и треба да се провери точно од каде и зошто е тоа така. И постојат секако и други микробиолошки причинители кои за што една може да бидат за тоа. ваква состојба, да. Еве, јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Да вклучиме уште еден гледач, повелете. Ало. Да, повелете, ве слушаме. Јас да ви кажам, сум оперирана од канцер на матката и бев зрачена. После 2 години нели ковидот се појави и јас примив прва вакцина кинеска. Од првата вакцина ми се појавија 2 големи плика на десната нога. После прашав доктор дало тоа е, он вика не, можете слободно да ги примате и втората. Кога ја примев втората, и двете нозе ми се изфрлија со ситни пликови. После колку време? Еве сега и денеска, толку години, и третата не ја примив, ви кажувам, нон-стоп имам пликови и ми тече лимфа. Еве, она што сака да ве праша и докторката, после колку време од примањето на вакцината ви се појавија тие пликови? Одмah ми се појавија. После 2-3 дена одмah ми се појавија пликовите. И на долниот дел под коленицата, на двете нозе, јас сум испрлена со ситни пликови, на десната нога знаев нон-стоп да ми тече лимфа, да се преврзувам, примав инекции, примав инфузии, мислам и орално преку уста, антибиотици, инфекција се створи, не знам ни каде да одам, ни што да правам веќе. Така. Да, само од вакцината, после 2 години од операцијата, кога ја прими вакцината, тоа ми се случи. Така.
Може тоа да се јави како еден вид контраиндикација. Што понатаму да Јас треба? немам информација за ваков вид на негативно случување од вакцината конкретно за COVID-19. Требала да биде пријавена доколку докторот кој што ја прегледал пациентката сметал дека ова, да речам, појава е резултат на вакцината, постои како систем несакан ефект. Како несакано дејство, постои систем за пријавување и начин на испитување на ваквиот тип на несакани дејства од одреден, независно дали е вакцина. Може да е од било кој лек кој што пациентката го прима во истиот момент, така да постои систем на пријавување и систем на истражување во нашата држава. Несаканите действија од лекови се пријавуваат во Агенцијата за лекови, Македонската агенција за лекови, така да би требало, доколку докторот се посомневал тогаш, во тој момент, така, да дека се пријави, за да се провери. пријави и да се провери. Она што е сигурно и што дефинитивно можам да го потврдам, е дека вакцините штитат, вакцините го штитат населението или од појава на одредено заболување, или пак не секогаш се 100% ефикасни, во смисол дека не мора да се појави заболување, меѓутоа штитат од тешка клиничка состојба и од смрт. И тоа е она кое што ние сакаме да го превенираме кај лицата кои што се хронично заболени и еве лицата кои што се со после прележан и тие се исто во ризичната категорија. Тие се исто така во групата ризични лица кои што би требало да примаат заштита од типот на вакцина. Да, не само за COVID, туку и за грипот. Да, јас сега и тоа ќе го додадам. Ќе го спомнеме и тоа, меѓутоа еве не чека уште, имаме уште еден гледач да го вклучиме. Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Едно прашање до докторката. Повелете. Јас сум 10 години хоп со 3 спреови. Добро. Ги примам веќе тие. Кога беше ковидот, го прележав и ковидот, иако бев вакцинирана со 3 вакцини. И тоа ве спаси. Секоја година се вакцинирам обавезно против грип. Сега ова зима, ланската зима ме фати во многу тешка фаза, што падна сатурацијата на 46 и сега сум под кислородна поддршка. Со апарат сум, со кислород. Ве фати грип или ве фати ковид? Го примам еднаш дејно, 20 минути. Ако има потреба, појќе го примам. Ве праша докторката од што ви дојде толку лоша, од грип или од ковид? Никој ништо не ми каже на болница, него 2 месеци ме водеа во дневна болница. Ништо, значи не каже дека е нешто со плуќата. На извештаите не пишува ништо. 2 месеци примав нон-стоп инфузи со урбазони и антибиотици. И аминофилино го клаваја внатре. 2 пати дневно тие ги примав. До последно прашував од шо е, од ковидот е, пошто се прими веќе вакцината од грип, од што ме фати сето тоа. Шо превентивно да земам сега, например, за зимава, да не ми се повтори пак такво нешто. Пошто С витамин пијам, D3 пијам, не знам, нешто да земам, докторка. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Ево веќе по-комплицирана состојба на хоп, нели што велиме. Да, благодарам на јавувањето и на оваа гледачка, бидејќи таа потенцираше еден многу интересен момент кој што би сакала да го потенцирам во случаев. Таа примила вакцина против ковид и прима вакцини против грип. Значи сето тоа била инфицирана, меѓутоа не предизвикало тоа многу тешка состојба во тој период кога ги примила вакцините. Значи сепак самата гледачка кажа дека била заштитена од вакцините, бидејќи хроничната обструктивна белодробна болест е навистина еден од ризичните групи за вакцинација и ковидот
и грипот може да дадат на вистина тешки оштетувања дополнителни кои што може да доведат до хоспитализација на Или лицата. самата гледачка не знаеш од што дошло, не кажале од што дошло до последниот влошување. пат кога била оваа година, значи не знаеше. Тоа не води кон оној момент кој што би сакала да го потенцирам. Тестирање. Имено секогаш кога имаме бидејќи не само грипот, на почетокот јас кажав дека грипот и ковидот имаат иста клиничка слика. На почетокот особено. Ние не знаеме од што точно пациентот боледува. Токму заради тоа, препораките се да секогаш постои тестирање за грип, за ковид, за респираторен синцитијален, особено ако лицата се над 60 години или мали деца, како и за други респираторни вируси кои што во овој период циркулираат и кои што може да дадат влошување на здравствената состојба, особено кај пациентите кои што се со хронични заболувања. И сега освен вакцинацијата која што претпоставам дека ќе ја практикува гледачката, што е она дополнително што треба да го направи еве да се заштити како што вели? Значи, апсолутно е неопходно и препорачувам да се вакцинираат сите лица кои што имаат хронични заболувања, кои што имаат намален имунитет, бремените жени, лицата над 65 години и секако сите здравствени работници треба да се вакцинираат од грип и колку што и јас имам информации, Министерството за здравство има веќе обезбедено вакцини, Да. очекувам дека Во ќе најават. октомври. Да, сега во октомври ќе најави Министерството кога ќе бидат тие бесплатни за за граѓаните кои што се под ризик. Што Децата до дополнително? 5 години, но исто така слушнав дека пие витамини. Да. Она што е неопходно е секако дека треба да избегнува контакт во простори каде што има голем број на лица, значи или пак доколку е неопходно да отиде некаде, секако нека си стави заштитна маска. Јас би препорачала маските кои што ќе ги користат граѓаните да не бидат од оние хируршки маски кои што се отворени, кои што не прилепуваат убаво на целото лице. Значи мора да биде маска која што ќе прилепува на носот, на лицето, да биде затворено лицето кај ваквите пациенти. Зошто? Затоа што овој начин се работи за инфекции кои што се пренесуваат по респираторен пат, односно сега и ние додека зборуваме, ослободуваме така наречени флигеови капки и аеросоли. Нашето зборување е тивко и не предизвикува испуштање на аеросолите на голема далечина. При тоа тие не движат само право, туку имаат и распрснувачки ефект. Од една страна. Од друга страна, ако имаме лица до нас кои што се заболени, кашлат и киваат, под дејство на притисокот и кашлањето, практично движењето е повеќе од 1 метар, значи до 1,5 до 2 метара може да достигнат капките и директно да влезат во нашиот респираторен тракт, па дури преку очите. Но она што е уште по, да речам, опасно е тоа што тие флигеови капки паѓаат на површината, паѓаат на масите, ако носиме маска, на надворишниот дел на нашата маска. Така да препораката е да маската не се вади од надвор вака, туку да се вади позади од ушите. Да не внимаваме кога фаќаме на површините. Вирусот на грип останува на цврсти површини некаде од 8 до 12 часа. И може да биде инфективен и да се префрли преку нашите раце, да го индиректно да се инфицираме. Тоа се оние добри хигиенски навики, како што Добрите хигиенски навики, јас препорачувам слушателите и гледачите да си користат со себе кога треба да отидат негде во банка или некаде во амбуланта. Значи, освен маска, обавезно да си носат и средство за дезинфекција. Затоа што во првите 5 минути, откако сме контактирале со контаминирана површина, во првите 5 минути остануваат живи вирусите на нашата рака и може да ги пренесеме преку очите или преку носот со чешкање на носот. Она движење на маската,
а често тоа сум го приметила во меѓу населението, па и меѓу здравствени работници, да бидам искрена, да се маската спушти вака до подносот, па потоа пак со истите од надвор, на самата тканина вирусот се уште останува 8 часа грипот, а ковидот може да остане подолго, дури до 72 часа, а некогаш се направени се испитувања дури до 9 дена. COVID, SARS-CoV-2 вирусот може да остане на цврста површина ако има поволни услови за обстанување. Така. Еве, јас се надевам дека ова ќе го слушнат, односно ќе го сватиме сите ние како едни од мерките за заштита од вирусите кои што ни се актуелни. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам ја за вакцината за грип. Ме интересира. Јас пред повеќе од 10 години по заболување од грип како последица добив перикарден заболување на перикардот на срцето. Сега имам и повеќе хронични болести. Оперирана сум и од карцином на тироидна и паратироидните ми се извадени. Сега имав пред 2-3 месеци излив перикарден. Лане сакав да се вакцинирам против грип. Меѓутоа, ја уште како дете од јајце, например, се исфрлав и ме праша дали пилешко или нешто, дали сум алергична. Јадам пилешко, немам некоја реакција алергиска, али кога јадам жолчка од јајцето, јас обавезно добивам алергиска реакција, не исфрлање, него чешање по кожата. Сега и ми рекоа дека не смеам да примам вакцината за грип. А пошто сум со повеќе хронични болести, имам и хронична бубрежна болест и други, мислам, висок крвен притисок. Да. Така, да, ве свативме, работава е дали можат еве такви контраиндикации па да не може да се прими вакцината против грип? Вакцините против грип може да се направат не само на јајца, туку и на клеточни култури. Токму на тој начин се избегнува и ова алергиска реакција кај пациентите. Јас немам информација за кој тип на вакцина е набавен од страна на Министерството за здравство. Меѓутоа знам дека и самите центри за јавно здравје исто така обезбедуваат одредени количини, така што информацијата ќе се добие дополнително од страна на адекватните институции. Да, доколку има така. Да, дефинитивно постојат начини на кои што дури кај такви лица се аплицираат вакцини. Значи заштитата, да, постои начин со својот матичен лекар треба со да матичниот лекар и со докторите кои што вакцинираат, секако во консултација со нив и обсервација, мислам дека да ја упатат каде што може да прими онаму каде што треба да прими соодветна вакцина. Бидејќи има, како што кажа, хронични заболувања кај кои што е неопходна. Каде што е неопходна, да, апсолутно. Бидејќи и самата пациентка, јас исто така и благодарам, потенцираше еден од многу важните компликации кои што настануваат после прележан грип. Спомнавме, да, грипот или инфлуенцата може да бидат и асимптоматски, да има многу слаба клиничка слика, меѓутоа самиот вирус може да делува многу штетно и кај одредени пациенти да предизвика навистина тешки заболувања во смисол на воспаление на мускулното ткиво на срцето, воспаление енцефалит или воспаление на мозочното ткиво, воспаление на мускулните ткива воопшто, еден миозитис и рhabdomyолиза, пневмонии тешки, примарни од самиот вирус, но и секундарни пневмонии, односно како резултат на оштетувањата кои што ги направил самиот вирус на грип, може да настане бактериска инфекција и бактериска пневмонија. Така да компликациите од грипот, јас не би сакала... Може да бидат многу сериозни. Да, не би сакала да звучи ова непријатно, дека меѓутоа може да бидат сериозни, мора да внимаваме.
Оно што го споменавте, хигиената општа на рацете, носете си со себе дезинфицијен за раце обавезно, маските правилно да се употребуваат, витаминска терапија и често пати проветрување на просториите во кои што престојуваме, често пребришување, нели, и чистење на површините и секако кога и да успеете, повелете во природа, нели, со цел да дишаме чист воздух. Водно е тука до нас, Скопје, Скопска Црна Гора, имаме каде да појдеме, но да ги одржуваме, нели, чисти и безбедни тие природни места наши. Так. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и докторката. И ви благодарим. Јас сакам да прашам во однос на последиците, гледам и докторката и многу доктори не најдоа решение последиците од вакцините од ковид. Значи, многу и слушатели тука се јавија, имат последици од тие вакцини, а не се најде проблемот зашто така ке некој пациенти или граѓани дојде до тоа влошување. Зошто таа вакцина ке некој предизвика проблеми, а вие тука викате дека вакцината штити. Исто така ве слушав да кажувате дека точно добила таа нека што се спушта тука што се јави, не било од вакцината. Таа е сигурно дека од вакцината да го добила тоа. Значи некои работи во здравството не се решени како што треба. Значи вие не можете да го одговорите вие тоа, ама биеќе телевизија, вакви прашања тука дозволувате да се поставуваат, дека тие од Министерството за здравство малку треба да се загрижат за граѓаните во однос на кои вакцини, кои луѓе ги примаат и дали се штетни некогаш. Така. Оти некои од ковид со потешки ситуации се излечија, а некои со послаби ситуации починаја. Никој, да речеме некој голем човек што заболе од ковид не почина. А обични граѓани изумре од грип. Значи, некои работи тука не функционираат како што треба. Значи, Министерството за здравство и вие како доктори, кај што одите на семинари, треба малку овие граѓани што се јавувате, ги поставувате овие прашања, за да ние како корисници и вие што земате таму консултација од пациентите да ја заслужите и тоа што треба ние да го добиеме како пациенти да вистински ние го користиме на вистински начин. Така да ве разбравме, да, јас ви благодарам за јавувањето. Ова не се дилеми и констатации само кај нас, туку како што може да гледаме сегде во светски рамки, кои се последиците од вакцините и дали се од вакцините или претходно од инфекцијата. Значи јас укажав и на претходната гледачка, прво и основно дека секој симптом кој што ќе ви се јави, адекватно до лекарот кој што ве води и оној кој што ви ја дал одредена вакцина и потоа постои систем на испитување. Тоа е првата работа што се однесува до вакцините и евентуалните несакани ефекти. Исто така кажав и претходно дека секое апче, па дури витаминско кое што го пиеме, може да има несакани ефекти во зависност од составот на апчето, колку што било која терапија е ефикасна, толку кај одредени луѓе може да има и несакан ефект. Несаканите ефекти се следат на светско ниво, никој не ги крие, туку се рапортираат и врз основа на тоа се одредува опасноста или неопасноста од одредено средство за лекување или за превенција. Што се однесува до ковид и до инфлуенца, она што е важно е дека самите вируси предизвикуваат тешко заболување. И она што јас го потенцирав веќе неколку пати, дека самиот ковид предизвикува мултисистемско воспаление, зафаќајќи ги сите органи во нашиот организам. Така. Овие дилеми, од инфаркти и така натаму, и тоа е нешто што треба да се пријави и да се знае, веќе се знае во светската јавност, веќе има докази кои се последиците, кои што веќе ви ги наведов, кои се последиците од ковид, прележување на ковид инфекцијата или последици од
инфлуенцата како инфекција. Точно е дека треба да се следат и она што е исто така важно да потенцирам дека треба секогаш кога имаме симптоми на горно-респираторни и не сме сигурни што е тоа што го имаме. Односно, апсолутно е индицирано тестирање, особено кај лицата кои што се хоспитализираат со горно-респираторна инфекција и особено кај лицата кои што имаат хронични заболувања или се имуносупримирани или кај бремените жени исто така. Само со правилно тестирање, а правилното тестирање во случајот со COVID инфлуенца е со молекуларни тестови и ние тоа го работиме и во Институтот за јавно здравје како национална референтна лабораторија во нашата држава за следење на COVID и на инфлуенца. Исто така правиме не само обични тестови, туку понатаму вршиме длабински испитувања на самите вируси, во смисол на тоа одредуваме кои типови, кои субтипови. Еве во интерес на едукативен на граѓаните, например во делот на грипот ние имаме 3 типа, а во рамките на тие 3 типа кои што најчесто нели ги инфицираат луѓето, имаме субтипови, па во рамките на тие субтипови имаме соеви и мутации различни. Сето тоа го одредуваме во нашиот институт. Исто така ги одредуваме и мутациите на COVID-19. Ги следиме во текот на целата година. Така да се обидуваме максимално да одговориме на нашата функција како институција за заштита на здравјето на населението и во делот на превенцијата. Нашите податоци што ги добиваме од лабораториските тестирања влегуваат во меѓународни мрежи информативни, ги пријавуваме и до Светската здравствена организација и до Европскиот центар за контрола на болести, така да она што циркулира во Македонија се знае во текот на претходната сезона и во текот на летото и веќе се препорачува и влегува во составот на вакцините кои се препорачани за нашата држава. Така да здравствениот систем во овој дел, во системот на следење и препорачување кои вакцини се потребни за нашето население, апсолутно сметам дека функционира. Она што треба веројатно да се подобри е да нашите граѓани имаат поголема свест кога ќе добијат одредени симптоми, да се пријават, да побараат, во консултација со нивниот лекар да се истестираат, па да можеме да го најдеме, да ја најдеме вистинската причина за нивното заболување. Оти за се треба да има доказ. Не можеме паушално да зборуваме. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до почитуваната докторка и до водителката. И ви благодариме, повелете. Јас сум 76 години, имам ХОП, имам астма, имам диабет и да не ги набројувам другите работи. Мислам тоа е сосема доволно. Да, хронично заболување. Прашањето ми е, бидејќи јас веќе 10 години се вакцинирам од грип секоја година. И да ви кажам, доста успешно ми е сето тоа. Вакцините првите 2 ги примав, третата не си дозволи да ја примам од X причини. Прашањето ми е, сега за нареднава сезона, која вакцина да ја примам? Дали да примам за COVID или да примам за грипот? И друго, каде би можело да се обратиме за да тестираме за COVID? Затоа што имам внука што нешто не ни е во ред и затоа и прашувам. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам многу за јавањето. Имаме 2 прашања. Тестирањата се прават? Тестирањата се прават во повеќе лаборатории во државата, меѓутоа секоја веројатно лабораторија во одреден момент снемува реагенси за и така натаму. Национална референтна лабораторија која што во секое време располага со тестови за детекција на COVID, на инфлуенца, на респираторен синцитијален вирус, оној кој што е исто така доста актуелен сега и во овој момент, е токму Институтот за јавно здравје, оделението за вирусологија, и ние во секое време работиме 2 смени, во интерес на граѓаните, да кажам дека цела година
Работиме двосменски, работиме и примаме примероци од 7:30 наутро до 18:30 до 19 часот навечер. Така, само да кратко прекинам, доктор Бошевска, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, сакам да ја го одговориме и второто прашање, дали во исто време можат лицата со хронични заболувања да примат и ковид и грип? Мојата препорака е да се примат и двете вакцини, апсолутно може да се примат. Треба да има растојание помеѓу? Значи, и не мора да има доволно, значи во истиот ден, меѓутоа може и во различни денови. Во секој случај, сметам дека апсолутно е потребно најмалце што треба да направи слушателката е гледачката, пардон, да практично се вакцинира против грип. Тоа е нештото што веднаш ќе почне сега во октомври. Така. Времето ни помина на денешната емисија. Знам дека може многу да зборуваме, меѓутоа кога ќе почне процесот на самата вакцинација и што е она се што следи, секако ќе ве чекаме повторно да бидете наша гостинка, па да зборуваме за сите овие дилеми и прашања околу вакцинацијата. И јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка. Ви благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека нашите гледачи добија корисни совети и информации. Така. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.